Учениците по соло пеење од Основното музичко училиште Ордан Михајловски Оцка од Прилеп, Барбара Гиновска, Ангел Кулески и Фросина Наумовска се државни прваци на Македонија. Оваа награда ја заслужија после двомесечна напорна работа под менторство на професорот Стефан Недановски. Учениците за 2 месеци учествувале на 4 надпревари во 2 категории каде постигнале одлични резултати. Станува збор за 4 надпревари, меѓу кои 2 интернационални, 1 регионален и 1 државен надпревар, и на сите овие надпревари тие зедоа први места. Зедоа исто така и втори места во иста категорија, значи ако едното дете зело прво место, другото зело второ место во истата категорија. Тие учествуваа во 2 категории на овие надпревари. Тоа е прво оделение и второ оделение во категорија соло пеење, тоа значи со однос 7 и 8 оделение спрема основните училишта, и тие надпревари се одржуваа во Штип, Кавадарци и Битола. Двата интернационални надпревари беа во Штип и во Кавадарци, каде што имаше доста голема конкуренција и таму зедовме први и специјални награди. Недановски вели дека за овој период учениците се подготвувале според негов метод за пеење и работа кој што се покажал како доста успешен. Јас го воведувам всушност мојот метод на соло пеење за прв пат кај оваа генерација на соло пејачи. Тој се базира на методот на Марчело Дел Монако, кој што е брат на големата звезда Марио Дел Монако од 60-тите години, кој што приспособи техниката на Артуро Мељоки да можат да употребуваат и полирски гласови. Мојот метод уствари представува приспособување на методот на Марчело Дел Монако на мојот глас, а потоа и на гласовите на овие млади пејачи. Колку успеавте во тоа, колку време им требаше да се подготват? Знаете, за овој метод да се совлада заради комплексноста на самиот метод им требаат години. Но бев многу изненаден заради нивниот талент и тоа колку се интелигентни, што успеа да направат толкав напредок за само 2 месеци. На овој метод не само што работев за време на моите студентски денови, него мојата работа продолжи и по дипломирањето при различни професори од странство, пред се од Германија и од Италија. Како и советите кои што ги добив од еден од најголемите тенори на сите времиња, Џанфранко Чекеле, кој што го употребуваше токму овој метод на Марчело Дел Монако. Му беше студент. Учениците велат дека овој нов метод на работа доста им помогнал во совладување на соло пеењето и планираат и во иднина да се занимаваат со оваа уметност. Ја започна да се занимавам со оваа уметничка дисциплина поради инспирацијата што ја добив од мојата мајка и мојата љубов кон музиката. И јас планирам да се занимавам со музиката до крајот на мојот професионален век. За мене музиката представува еден прозорец кон една нова уметничка димензија, која што секојдневието го оставаме зад себе. Техниката на маестрото мене ми помогна мојот глас да стане помоќен и да добиеме пристап при високите тонови. За мене музиката представува уметничка дисциплина во која јас ја искажувам мојата љубов. Недановски вели дека планира да напише и прирачник за овој метод, кој што ќе биде издаден за околу година до година и половина, кој што пак ќе послужи како учебник според кој професорите ќе може да се водат во развивањето на гласот на еден пејач.